Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Ланците на маркети на средба во владата се бара начин да се спречи раст на цените. Синдикатот во сабота на протест за повисоки плати. Мицковски верува во Савески, опозицијата очекува професионален однос. Уставниот суд ги отфрли иницијативите за системот безбеден град. Камерите остануваат во функција. Од проверени 9, судскиот совет пронајде пропусти во 5 предмети кои ги работел апелацискиот судија Ѓоко Ристов. Наместо да одлучува семејството, секој ќе може да се пријави во официјален регистар. Со измени во законот за трансплантација, државата ќе се бори за зголемување на органодарителството. Ескалираат тензиите во Ормускиот теснец, погодени 4 комерцијални бродови, уништени 16 ирански воени бродови. Во овие вести во живо информираме за попладневната средба во владата со големите трговци. Останете со нас. Ланците на маркети попладне водат на средба во владата, а целта е да се спречи раст на цените и да се заштити стандардот на граѓаните. Информациите ги има колегата Мартин Арсов, го имаме во живо во овие вести. Мартин, почнат ли е состанокот и какви се очекувањата? Иван, во овој момент започнува средбата помеѓу премиерот Христијан Мицковски и представници на супермаркетите како и дистрибутерите. Оваа средба има за цел премиерот да им укаже дека нема потреба од зголемување на цените на производите и покрај поскапувањето на горивата, со оглед на тоа што и покрај поскапувањето горивата кај нас се најевтини во споредба со регионот. Премиерот Мицковски вели дека не е време за нов удар на стандардот на граѓаните. Засилени контроли низ маркетите ќе прават и пазарните инспектори, меѓутоа и инспекторите од Комисијата за заштита на конкуренцијата. Според нашите информации на состанокот е присутен и министерот за економија и труд Песар Дурмиши, а каков ќе биде исходот на овој попладневен состанок, владата ќе информира преку соопштение доцна попладнево. Пред почетокот на овој состанок на настан во Стопанската комора, премиерот Мицковски имаше новинарско прашање поврзано со оваа тема, да погледнеме што одговори. Се обидувам на еден нормален начин да разговарам со луѓето и на еден нормален начин да бараме заедничко решение, да не бидеме агресивни и на таков начин да изнудуваме решенија. Ние сме честни луѓе, воспитани во тој дух и се до моментот на Рубиконот ќе ги искористиме сите алатки на еден нормален начин преку диалог да дојдеме до решение. Но ако некој го помине Рубиконот, тогаш ќе бидеме жестоки, како што тоа сме го покажале многу пати во минатото. Мартин, партиите од опозицијата излегоа со предлог мерки. За какви мерки станува збор и дали се тие прифатливи за владата? Да, од опозицијата веќе бараат конкретни мерки од владата. ДУИ, например, има пакет од неколку мерки за да се спречи ценовен шок по поскапувањето на горивата. Имено од партијата на Ахмети бараат да се намали ДДВ-то на основните прехранбени производи во период од 3 месеци, да се ограничат маржите на производите, но и минималната плата да порасне за 3500 денари наместо она законско согласување кое веќе помина на влада од 1600 денари. Премиерот Мицковски вели дека ги имаат предвид ваквите опции како влада, меѓутоа размислуваат и за други опции кои што ќе се воведат доколку има реална потреба од нив. Извештајот е подготвен, го гледаме веднаш. Опозицијата и денеска бара мерки за да се спречи ценовен шок по поскапувањето на горивата. ДУИ предлага да се ограничат маржите на основните прехранбени производи, да се намали ДДВ-то за период од 3 месеци, а минималната плата да се зголеми за најмалку 3500 денари, наместо законското усогласување од 1600. Апелираме до Регулаторната комисија за енергетика почесто да ги разгледува цените на нафтените деривати, најмалку 2 пати неделно. Имајќи предвид дека на меѓународните берзи веќе има значително намалување на цените. Секое доцнење на рефлектирањето на овие промени на домашниот пазар представува дополнителен товар за граѓаните и за бизнисите. Од СДСМ пак велат дека кога ВМРО ДПМН биле во опозиција, ветувале намалување на акцизите за горивата. А сега кога се на власт, одбиваат да го сторат тоа. Иако на светските берзи цената на нафтата се намалува, граѓаните на Македонија плаќаат поскапо гориво. Сите земји во регионот воведоа мерки за ограничување на цените на бензините, само владата на Мицковски не го направи тоа.
Очигледно Мицкоски свесно профитира на грбот на народот. Мицкоски вели најефтино гориво имало во Македонија. А што е со платите? Па проблем е што платите се најниски во Европа и куповната моќ на македонските граѓани е на дното. Премиерот Мицкоски рече дека владата ги има предвид овие мерки, но се разгледуваат и други опции, кои ќе се реализираат доколку има потреба од нив. Во овој момент нема таков предизвик кој што би го загрозил нормалното функционирање на системот, нити пак има индикатори кои што може да не изненадат. Се разбира, на дневна основа предизвиците се случуваат и ние ги анализираме. Ние, за разлика од опозицијата, имаме одговорност. Гледам дека се повикуваат на некои наши изјави во времето на опозицијата 2022 година, но апсолутно едната и другата не се споредливи, бидејќи тие изјави се давани после неколку недели, после неколку месеци на континуиран раст, а ние сега зборуваме за неколку дена од почетокот на кризата. А повисоки плати бара и Сојузот на синдикати. Оттаму повикаа на масовност на закажаниот протест за 600 евра минималец и раст на сите останати плати за 100 евра. Да ни се придружите во сабота во 12 часот и 5 минути од предработничкиот дом за да упатиме нова порака дека платите, минималната плата мора да се зголемат на сите. Дека платите во Македонија се мизерни, покажуваат и податоците на управата за јавни приходи, кои покажуваат дека 160.000 работници живеат со плата под прагот на сиромаштијата. Сметаме дека треба да излезете заедно со нас. Ако не ние сега, тогаш кој и кога? Од вчера дизелот се продава за 14,5 денари поскап, а бензинот скокна за 5 денари. Во меѓувреме цената на нафтата на светските берзи почна да паѓа и поради тоа владата нема да прогласи кризна состојба. Премиерот веќе кажа дека и со вчерашното поскапување пак имаме најефтини горива во регионот. Нови цени регулаторната комисија ќе утврди во понеделник. Мартин Арсов, Сител телевизија. Уставниот суд ги отфрли иницијативите за системот безбеден град. Камерите остануваат во функција. Од проверени 9, судскиот совет пронајде пропусти во 5 предмети кои ги работел апелацискиот судија Ѓоко Ристов. Иако сите имаа различни толкувања на различни одредби од законското решение, сепак Уставниот суд ги отфрли иницијативите за системот безбеден град. Камерите остануваат во функција. На денешната седница Уставен донесе одлука дополнително да се произнесе по последното намалување на коефициентите за платите на судиите. Уставниот суд ги отфрли сите иницијативи за Safe City. Системот ќе продолжи да функционира како и досега. Уставните суди денеска дебатира дали е спротивно од Уставот пораките за прекршок на Safe City да пристигнуваат само на македонски јазик, колку е селективно граѓаните од Скопје, Тетово и Куманово да се под постојан надзор од камерите на безбеден град, а во другите градови не. Дали е задолжително да се поседува мобилен телефон или е само потреба, колку се заштитени личните податоци на граѓаните со новиот систем на МВР. Судијата известител Ана Павлова Данева предложи да се отфрлат сите иницијативи, бидејќи судот во нивната примена е ненадлежен. Околу иницијативата за пораките да се праќаат и на албански јазик, судиката вели законот за јазици е регулиран, а МВР треба да го применува. Како тоа се применува и дали се применува во СМК текстуалните пораки и така натаму, останува само прашање на примена на законот. Нема одредба во законот за прекршоци која што ја оспорува употребата на јазиците, вклучително тука зборуваме и за јазикот на лицата кои живеат во износ од најмалку 20%. Иако законски не е регулирано да се поседува мобилен телефон, во времето во кое живееме е есенцијална потреба. Доколку некој сака да вози автомобил, ќе треба да поседува мобилен. Ако не, нека оди со коњ, порача председателот на Уставниот суд. Нашата држава е европски рекордер по жртви настанати во сообраќајни несреќи. И тоа е наша реалност. Значи европски рекордер. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите возилата станале оружје. Тие се оружје. Па тој што сака да вози возило, ќе си поседува и мобилен телефон, ќе си поседува и мејл. Затоа што живееме во таков свет. А ако не, тогаш ќе иде со коњ. Граѓаните од Скопје, Тетово и Куманово се под постојан надзор од камерите на Safe City, додека останатата територија на Македонија не е. Па со ограничената примена на законот може да се доведе до повреда на еднаквоста на граѓаните пред Уставот, смета судијата Насер Ајдари.
Граѓаните кои се наоѓаат во одредени градови подлежат на построг режим на контрола и санкционирање преку автоматски електронски систем, додека граѓаните во другите делови на државата не се изложени на истиот степен на надзор. Поред судијката Кацарска, спорна е одредбата со која сопственикот на возилото е обврзан лично да оди да пријавува во полиција, доколку некој друг возел и сторил прекршок. Можно ли е да има ситуација да сопственикот на возилото се наоѓа во странство? Вие барате како држава сопственикот на возилото да од некоја земја во светот дојде лично да достави изјава од оној кој што го управувал возилото. Апсолутно не можеме да дозволиме да се изложуваат наши граѓани и на такви трошоци на тоа малтретирање. Уставните суди денеска постапува и по иницијативите за платите на судиите. Ќе останат минимално намалени, како што одлучи собранието, а дали ќе им се зголемуваат или не, Уставниот суд ќе одлучува во наредниот период. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски верува во Савевски и вели дека во него виделе кандидат кој може да биде успешен државен јавен обвинител. Од опозицијата велат дека нема да критикуваат пред време, но очекуваат професионален однос. Не го познава лично, но Мицкоски вели дека биографијата на судијата Савески дава гаранции дека тој може да биде успешен јавен обвинител. Премиерот го коментираше предлогот откако вчера владата донесе одлука токму тој да биде предлогот за државен обвинител од четворицата кандидати за кои Советот на обвинители даде позитивна оценка. Ги анализиравме сите кандидати, ги анализиравме нивните биографии, воедно и заклучоците од Советот на јавни обвинители. И како влада, во една конструктивна дебата, донесовме заклучок дека Ненад Савевски може да биде соодветно решение за нов државен јавен обвинител. Јас лично не го познавам Ненад Савевски, но од она кое што можев да го видам од неговата биографија, но и од распрашувањето, цениме дека би можел да биде добар, односно да не речам одличен нов државен јавен обвинител. Од опозицијската СДСМ велат дека нема предвреме да осудуваат, но бараат Савески да има професионален пристап без да подлегне на притисоците на власта. Професионалниот профил на предложениот кандидат за нов државен јавен обвинител Ненад Савески говори дека станува збор за човек со долгогодишно искуство. Начинот на кој течеше разрешувањето на поранешниот обвинител, политичките притисоци и елиминацијата на обвинител јавно на телевизија од страна на Мицкоски оставаат сериозен сомнеш во намерата на власта. Од тука новиот јавен обвинител го чека многу работа, особено во случаите со криминал и корупција на власта, коментираат од СДСМ. И од ДУИ бараат Савески да не биде обвинител близок до политиката, туку да придонесе за владење на правото и да го гони криминалот со почитување на правилата за правична и фер постапка. Според најавите, изборот на Савески во парламентот треба да се случи наредната недела. Државниот обвинител се избира со 61 пратенички глас, мнозинство кое власта на ВМРО ДПМН вреди знам секако го има обезбедено. Савески од 2016 е судија во Скопскиот кривичен суд, во кој суди за случај од организиран криминал и корупција. Но од 2009 работел и како обвинител. Има дипломирано и магистрирано на правниот факултет Јустинијан I во областа на казненото право, а предава и на Академијата за суди и јавни обвинители. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Од проверени 9, судскиот совет пронајде пропусти во 5 предмети кои ги работел апелацијскиот судија Ѓоко Ристов. Деталите од седницата ги пренесува колегата Зоран Јаневски. Низ за неправилности утврди судскиот совет во предмети кои ги работел апелацијскиот судија Ѓоко Ристов, кај кого со зидани беа пронајдени 350.000 евра. Од 9 проверени предмети во 5 биле констатирани пропусти. Необјаснети одложувања за доцната објава на пресуди и застарувања констатираше судски на денешната седница. Советот се сомнева дека судијата Ристов може би придонел во застарување на случајот спецкаса во УБК. Во тој случај поранешни вработени во управата беа осудени на затворски казни за злоупотреба на 800.000 евра. Печатокот е дека судијата известител, чија контрола ја правиме, не сторил доволно напори за предметот да заврши во разумен рок. Го пречекорил рокот за закажување на расправа, истата не ја закажал во рок од 15 дена, туку поменал период од 145 дена од денот на приемот на предметот. Во друг предмет, според Советот, апелацијскиот судија овозможил подолг куќен притвор за обвинет кој требало да издржува затворска казна. Во конкретниот предмет
два пати одлагана седницата без оправдани причини и му е овозможено на обвинитиот да биде подолго во куќен притвор во кој му се засметува во казната затвор. Извештајот предизвика дебата меѓу членовите на судски. Дел побараа конкретни постапки, додека други сметаа дека задача на Советот е само да ги утврди фактите за работата на судијата Ристов. Ако ние немаме заклучни согледувања, предлог заклучоци, што ги усвојуваме извештаите? Што се усвоени од извештај понатаму? Ако тоа што го читате, нешто треба дополнително да се направи, никој не ве спречува тоа да го правите. Стварно не очекува ваков начин од членовите на Судскиот совет. Апелацискиот судија Ристов во меѓувреме е под истрага за прикривање имоти перење пари. Откако во јануари во ѕид во домот на неговите родители беа пронајдени 350.000 евра, му беше одземен судскиот имунитет и му е определен куќен притвор. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Председателот на МАНУ, академик Живко Попов, алармира дека генералната партизација на институциите како рак рана влијае на функционалноста и го уништува капацитетот за дејствување. Во годишното експозе Попов посочи дека Судскиот совет не се покажал доволно силен и компетентен да ги наметне своите одлуки, што резултирало со минимална доверба кај граѓаните. Македонскиот пат кон Европската унија губи секаква смисла додека земјата станува заложник на геополитичките одлуки на сметка на реалните реформи. Во годишното експозе академик Живко Попов вели додека Брисел ги менува правилата во државата се соочува со внатрешна ерозија. Попов е дециден дека генералната партизација на институциите како рак рана влијае на функционалноста и го уништува капацитетот за дејствување. Со вака концепиран систем Македонија не само што тешко ќе ги отвара поглавјата, туку и го губи сопствениот институционален дигнитет. Наспроти децениските подготовки и болни реформи на земјите од Западен Балкан, особено жртвите што ги има поднесено Република Македонија, се нуди брз прием на Украина, Молдавија и Грузија. Нашите стратегиски партнери, кои се силни, треба да ја помогнат на Македонија поскоро да го заврши евроатлантскиот процес, затоа што секакво понатамошно жртвување и одолжување е премногу и губи секаква смисла. Во однос на спорот со нашите соседи со кои со векови живееме едни до други, некојаш со граница, некојаш без граница помеѓу нас, на маса имаме одличен предлог со предвидено одложено дејство што представува солидна основа за компромис, но за жал не се прифаќа за реализација. Посебен фокус беше ставен на правосудството. Академик Попов посочи дека Судскиот совет не се покажал доволно силен и компетентен да ги наметне своите одлуки, што резултирало со минимална доверба кај граѓаните. Имено Судскиот совет во неговото досегашно дејствување не се покажа доволно силен и убедлив да ги наметнува своите одлуки во државата. Што се очекува да биде променето со новиот закон, што ја афектира оваа институција од посебно општествено значење. А што е особено важно, тука се инсистира сега членовите да мора да се одредат на најискусните и најиминентни правници во државата, пред се суди, адвокати, обвинители, универзитетски професори, што секако треба да донесе позитивни резултати. Па затоа, можеби заради вакви личности во другите држави се нарекува и Висок судски совет. Во време кога се одбележуваат 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, од МАНУ нагласуваа дека Македонија е единствената земја без свој национален јазичен корпус, за што најавија свој стратешки проект за заштита на јазичниот идентитет. Академијата алармираше и за одливот на мозоци и ги пофали реформите во високото образование, но и побараа итно донесување на законските измени со кои ќе се гарантира институционалната стабилност на највисоката научна установа во земјава. Мириена Давидовска, Сител телевизија. Наместо да одлучува семејството, секој ќе може да се пријави во официјален регистар. Со измени во Законот за трансплантација, државата ќе се бори за зголемување на органодарителството. Ескалираат тензиите во Ормускиот теснец, погодени 4 комерцијални бродови, уништени 16 ирански воени бродови. Наместо семејството да ја носи конечната одлука, секој граѓанин ќе може сам да се пријави во официјалниот регистар за дарители на органи. Со измени во Законот за трансплантација, државата ќе се бори за зголемување на бројот на органодарители за да може да се спасат што повеќе животи. За 2 месеци 6 семејства одбиле да бидат донирани органите на нивните блиски после смртта.
Иако координаторите за трансплантација им укажале дека со овој хуман чин можат да спасат многу пациенти кои чекаат бубрек, срце, црн дроб, тие не ја промениле одлуката. Жално е кога се спремате неколку денови да трансплантирате, сите тимови се подготвени, а на крај семејството нема да даде согласност. Иако тие прашања кога седнуваме да разговараме со семејството доаѓаат во вулнерабилен период за семејството, во стресен период, апелираме секој да си размисли за себе, пред се за себе, да разговара со своето семејство, да го искаже својот став по однос на органодарителство после смртта. Нема ништо поблагодарно и поблагородно од тоа да се спаси човечки живот во момент кога еден човечки живот згаснува. За да се зголеми бројот на трансплантации на органи од починат донор, здравствените власти планираат измени на законот за трансплантација. Наместо како досега само со предпоставена согласност, а последниот збор да го има семејството, во иднина ќе има регистар и донорски картички. Секој граѓанин треба сам да се изјасни кај матичниот доктор дали по смртта сака да му бидат донирани органите. Мислам дека законот до крајот на април ќе биде веќе завршен како процедура и во парламент и ќе биде изгласан и ценам дека после тоа со таков тип на пристап мислам дека ќе треба да биде олеснет тој пристап до донор, но од другата страна мора интензивно, колку и да имате закони флексибилни, ако не работиме заедно, нема да имаме листа на донори кои што ќе се зголеме. Ќе има измени во трансплантацијата од жив донор. Органи ќе можат да донираат и први братучеди, наместо како досега само членови на потесното семејство до трето колено. На овој начин од клиниката за нефрологија очекуваат да се намали бројот на пациенти кои одат на диализа. Во првата година идентично чини пациент кој што е на хемодиализа и на бубрежна трансплантација, но наредните години, кога ќе имаме комплетна рехабилитација на трансплантираниот пациент, цената се намалува за 3 пати, дури и 4 пати. Така да, затоа апелираме дека треба да се зголеми свесноста, постојано да зборуваме и ние како здравствени работници да ја зголемиме довербата на пациентите во здравствениот систем, бидејќи процесот на трансплантација е еден од најкоординираните, најсложените процеси и најтранспарентен. Македонија со 14% на трансплантирани пациенти е далеку од европскиот просек кој изнесува до 60%. Александар Динев, Сител телевизија. Почнувајќи од сабота, во Кочани 3 дена ќе се одбележува годишнината од пожарот во дискотеката Пулс, во кој загина 63 лица. Програмата денеска ја објави градоначалникот Грозданов и владата организира повеќе настани поврзани со годишнината од пожарот во дискотеката. Државната и локалната власт во Кочани се подготвуваат за одбележување на годишнината од најголемата трагедија во историјата на државата. Владата в сабота ќе организира меѓународна конференција во чест на 63 загубени животи. На конференцијата планирани се панели на кои ќе се анализира одговорот на државата по пожарот во импровизираната дискотека Пулс, но ќе се бара и начин како системот да се зајакне во иднина. Посебна вредност на оваа конференција е присуството на 37 лекари и медицински експерти од странство, кои во најтешките денови по трагедијата во Кочани директно учествуваа во лекувањето на пациентите. На покана од наша страна како држава, во Скопје ќе пристигнат доктори од клиники и здравствени центри од повеќе европски земји. Токму оние институции кои ги отворија своите врати кога и беше најпотребно на Македонија. Општина Кочани пак во текот на целиот викенд ќе организира активности кои ќе почнат в сабота на 14 во црквата Свети Ѓорги Великомаченик, каде ќе чиноначалствуваат архиепископот Охридски и македонски господин Стефан и владиката Иларион од Брегалничката епархија. В сабота и недела ќе има повеќе спортски и културни настани, а на 16 општината ќе ги организира главните активности. Понеделник, 16 март 2026. Во 2:15 ќе одадеме почит пред Пулс под мотото 2:32 светлина што останува. Во 8:45 во градскиот парк 63 бели столчиња, 63 животи. Започнуваме со настан за оддавање на почит на прерано починатите дечиња.
На 16 март минатата година во 2 часот и 32 минути избовна пожарот во дискотеката Пулс кој однесе 63 млади животи. На 200 луѓе беа повредени, а во меѓувреме почнаа 2 судски процеси. Даниел Василев, Сител телевизија. Синдикатот на културата поднесе кривични пријави против министерот за култура Љутков, а тој пак вели дека бараат повисоки плати спротивно на законот. Министерот, кој до вчера беше дел од синдикалната борба за работнички права, денес е символ на нивното кршење. Министерот Љутков направи нешто што во правна држава не смееше да се направи. Со насоки пратени по мејл и упатство што сам го изготви и сам го потпиша, се обиде да ги подкопа правата на вработените во културата и да ги девалвира колективните договори. Упатство или мејл не е закон, а министер не е над закон. Кога функцијата ќе удри во глава, тогаш законот мора да приземи. Никогаш не сум постапувал самоволно, ниту сум ускратил законски загарантирани работнички права. Сите одлуки што ги носам се во согласност на законските рамки и со принципот на еднаков третман за сите вработени во културниот сектор. Тврдењата за злоупотреба на службената положба се целосно неосновани и неточни. Ниту во еден момент не сум попречил остварување на никакво работничко право загарантирано со устав и со закон. Напротив, мојата обврска е да обезбедам систем каде што правилата важат еднакво за сите. За македонската диаспора, нивните барања и потреби за изучување на македонскиот јазик кај младите, за регистарот на иселеници, спроведувањето на стратегијата за диаспората, за забраната за користење на сонцето од кутлеж за македонците во Бугарија. Тема на денот со Горан Ангелов, директор на Агенцијата за иселеништво. Ескалира состојбата